Продолжуваме со делот наменет за здравје. Наша денешна тема е зошто доаѓа до опаѓање на косата како пост-ковид компликација. Колку е сериозен психолошки, здравствен и естетски проблем ќе лаоста. На овие прашања одговори ќе побарам од мојата денешен гостин, професор доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од Аџибадем Систина. Доктор Петров, добре дојдовте во нашата емисија Магазин Здравје. Добар ден, благодарам на поканата. Овие 2 години за која тема и да се зборува, секако е поврзана со ковидот, па така и во вашата област во која што работите. Многу луѓе реагираат, на почетокот можеби не беше толку сериозно сватено тоа како проблем, меѓутоа зошто доаѓа до опаѓање на косата кај лицата кои што прележале COVID-19? Ковид како болест, иако е релативно нова, сепак заради пандемијата која постои, имаме веќе некој искуство, да кажам, во овој период и многу често доведува до опаѓање на косата, како што влијае на многу други органи. Знаеме дека од секоја, практично колегите од секоја сфера, со кого и да зборувате, ќе ви истакнат некоја од компликациите кои ги дава овој вирус. Една од работите која предизвикува, тоа е опаѓањето на косата. Екзактниот механизам точно не е утврден, меѓутоа она што сосема е очигледно е дека тој токсичен ефект на самиот вирус кој го разорува организмот на секоја точка влија и на косата. Косата е на некој начин индикатори за многу други состојби во организмот и веројатно поедноставно се забележуваат сите тие промени кои како последица на овој вирус се случуваат и е нешто што е многу често, нешто за што доста и се пишува во стручната јавност, нешто што за среќа е реверзибилно, односно не е трајно. Тоа е она што можам да ви кажам. Меѓутоа, не секој што прележал COVID-19 има опаѓање на косата. Дали тоа зависи од количината на вирусот која што ја имаме нели во телото? Дали зависи од претходни хронични заболувања? Па не, имате право, да речеме, зависи спрема публикациите и спрема она што се искуство што ги имаме ние, обично се јавува кај луѓето што имале потешка клиничка слика, кои подолго трајно биле, да кажам, изложени на вирусот и тоа на вирусот во неговиот полн интензитет, заради тоа што има луѓе кои тоа го поминуваат прилично лесно. Сепак не е болеста е сериозна, меѓутоа не е болест која еднакво се манифестира кај сите и она што сме го утврдиле дека голем дел од луѓето немаат никаква симптоматологија од страна на косата. Други луѓе имаат делумна, меѓутоа кај мал број на луѓе, особено кај оние кои биле со долготрајно зафаќање од вирусот, знае значително да доведе до опаѓање на косата и предизвикува сериозни проблеми. Особено кај дамите, кај женскиот пол, каде што косата е подолга, тоа навистина влие драматично и нивниот печаток е драматичен кога доаѓаат на докторе, што се случува и кога ќе фатите да подпрашувате малку во анамнезата, во податоците, регистрирате дека пред 3 месеци, да речеме, пациентката имала ковид. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин доктор Петров. Доктор Петров, споминавте како реагираат жените. Од една страна ќе го поминете вирусот, пациентот ќе прележи COVID-19, меѓутоа потоа кога се соочува со опаѓање на косата, колку тоа дополнително ја влошува нивната здравствена состојба од психички, од психолошки аспект. Психолошкиот аспект тука исто така е многу битен, бидејќи ајде сте се соочиле со еден тежок вирус, некои луѓе тешко поминуваат низ таа инфекција, за среќа се завршило добро, им одземало дел од мирот, од животот, некаде некој месец дена. Меѓутоа наеднаш се соочувате со еден друг проблем кој дополнително ве, да кажем, ве турка во некој, ете така, да не кажем депресија, али некакви ви остава психолошки последици, заради што треба да се третира. Значи, заради тоа треба да се јават на доктор пациентите што имаат ваков проблем и да тоа со одредени процедури. Тоа сакав и да ве прашам, споминавте дека веќе имате такви пациенти, како оди тој процес на лекување и има ли спас да се врати нели косата?
Тоа е нешто што за некој период од 6 месеци се возобнува. Не може веднаш. Тоа е првото што им го кажувам на пациентите што ќе дојдат. Ако очекувате магично стапче и дека тоа веднаш ќе исчезне, нема да исчезне. Значи, растот на косата е постепен и треба време за да порасне, треба време да тие корени на влакната се обноват и почнат да повторно продуцираат влакна, графтови. Така да тоа е она што ние го започнуваме со дел на локални препарати кои ги препишуваме, кои се спрема доктринарните ставови, да кажам, присутни секаде во светот, па и кај нас. И правиме нешто што мислам дека ние бевме помеѓу првите што го воведовме не само на некоја тука домашна рамка, него генерално како пристапи наблюдувајќи што се случува во Европа вака следејќи, тоа е така наречениот третман со плазма, со PRP на кај пост-ковид пациенти, значи се вади крв од пациентот, ја центрифугираме крвта, се добива чиста плазма и ја инјектирам во самиот скалп, во главата. Сега вака личи тоа драматично, но тоа не се некои големи игли, со мали игли, со повеќе убоди во главата, тоа се прави на растојание од месец дена 3 пати, ефектите се многу добри. Имаме веќе гледачи на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и имам да поставам едно прашање. Ја имам прележено COVID пред 2 месеца. Беше во болнични услови и сега ме интересира, косата многу ми паѓа. Дали ќе има обновување или така се... Да, секако. Да, веќе спомена, да. Ние веќе малку зборувавме за тоа. Ќе има обновување. Тоа не е траен ефект што се предизвикува, бидејќи се работи за токсични ефекти на самиот вирус, но треба време за тоа. За тоа време се скрати, треба да се користат одредени препарати. Може да се почне со локален миноксидил, тоа е најупотребуван во светот локален препарат за опаѓање на косата. Може да се користат некои, ако ги најдете тука, некојаш се наоѓаат, по некојаш луѓето ги набавуваат кога патуваат локални естрогенски гелови кои може да се употребуваат. Зборам за женскиот пол, тоа може слободно да се употребува. А она што ние го правиме кај нас, тоа се инјектирање со плазма. Премалку за тоа зборува, така наречениот PRP, или тоа е кратенка од плазма богат, англиски акроним од плазма богата со тромбоцити, кој има висок фактор на раст, тромбоцити со висок фактор на раст, кои го стимулираат коренот на влакното да потера повторно, вака кажа на народци. Така, да. Имаме уште еден гледач на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Голем поздрав до гостинот. Ви благодариме. Сакам да го прашам докторот, пред 4 месеци ја прележав короната и сега ми окапува косата. Нагло почна да ми капа. Ми рекла за едни капсули приорин, дали смеам да ги пијам, а јас сум диабетичар. Ни благодарам, не знам сега. А дали лекар ви ги кажал овие капсули да ги пиете? Не лекар, туку луѓе кои ги пијат. Така. Во принцип, лекови така не треба да се пијат на своја рака прекажано, така како ни кажал комшијата или како ни кажал некој пријател, заради тоа што треба да се оцени за што се работи, меѓутоа генерално имајќи во предвид дека и диабетичар, значи сепак треба генерално таа наша навика, да кажем, која не е само наша, и на Балканот е доста од домаќина да се оди, да се зима се и се што ни прави доста проблеми. Јас затоа ви советувам да отидете на дерматолог да ве види. Меѓутоа од аспект на она што не е штетно, а можем да ви го кажеме од тука од студија, значи можете локални препарати кои не се пијат, тоа се во облик на спреови или на гелови, еден го спомнав, миноксидил, кој тоа е генеричко име, значи не е некој лек од одредена компанија, така, го има повеќе компании кои го произведуваат, да го користите 2 пати на ден, кој може, на своја рака може да се помогне, можете олиговитамини да користите, тоа е нешто што можете, а за се друго треба да отидете да видите доктор. Така. И имаме уште еден гледач на линија, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Јас не сум прележала короната, но ми опаѓа косата последнава година некако прилично и што баш ги слушав одговорите, му благодарам. Најдобри се надворешните лекови, така да кажеме. Вие што мислите?
Видете се, значи, опаѓањето на косата може да биде од повеќе причини. Не можам да кажам од аспект на само ова вие што го објаснувате зашто точно се работи. Прво, она што веројатно голем дел од луѓето и не го знаат, е добро да го кажеме за вашите гледачи, за гледачите на Сител, е тоа што 50 до 100 влакна е нормално да опаѓаат секој ден. И тоа особено во летниот период, сега во јули, во август, тоа е најизразено. И тоа околу тоа не треба да се дига голема паника. Меѓутоа, ако тоа е значајно, треба да се оцени, да се види, тогаш може да бидат повеќе причини. Може да бидат генетските причини во прашање, може да бидат хормонални причини во прашање. Хронични заболувања. Може да бидат хронични болести во прашање, може да стрес да биде во прашање. Значи може повеќе работи да бидат да дојдат предвид. Заради сето тоа треба да се направи една исправна медицинска проценка, да биде таа направена како што треба, да биде од доктор направена и она што јас исто можам да ви го советувам и на вас, вие ги нарекувате надворешни, ние ги нарекуваме вака стручно локални препарати или терапија за локална употреба, која можете врз база на тоа слободно да ја употребувате. Тие се еден алгоритам кој се користи, да речеме, кај опаѓањето на косата, каде што лек на избор во најголем дел од случаите е миноксидил за локална терапија. Тоа е како што да речеме кај опаѓањето на косата кај мажите пропеција е лек на избор, така како таблети, ова е препарат локален кој може да го користат и мажи и жени, може слободно да го користат, може 6 месеци да го користат континуирано, значи нешто што е прилично безбедно. Доктор Петров, значи од стресот може да опаѓа косата? Да, стресот е фактор за се во животот, за многу здравствени проблеми, вклучително и за опаѓање на косата. Да речеме, мене од стрес ме боли желудник, на некој го опаѓа коса. Различни сме луѓето, меѓутоа тоа е често се случува и има доста. Особено сега стресот е, ние живееме во континуиран стрес во оваа пандемија во периодот веќе колку година и пол се направи. Животот не се смени. И луѓето нормално дека имаме повеќе стрес отколку во претходниот период, така да тоа е еден од факторите кои исто така придонесува. Така. Споменавме нели нормално колку е влакна дневно да ни паѓаат, меѓутоа околу келавоста, зошто секој трет маж е келав, така да кажам, и како се решава тој проблем? Се пресадува ли коса и колку има интерес кај нас во нашава земја за оваа метода? Добро, прво ние на Балканот во суштина има поизразена келавост отколку да речеме во некои други земји. Ако од машки аспект, ако тоа гледате, кога ќе разговарате со повеќе луѓе што имаат таков проблем, кажат добро, значи нас машкост не ни фали. Не, машкост не ни фали, ама коса ни фали. Меѓутоа во суштина не е некаков проблем кој е ненадминлив. Денеска може тој да се коригира. Има можности, има голем интерес за така наречената фуе трансплантација или тоа е трансплантација на коса влакно по влакно. Ние веќе во Аџибаден Систина 8 години тоа го работиме во копродукција, да кажем, со нашата мајка Ачибаден Истанбул, каде што заеднички тоа го тука кај нас во Скопје, во нашите простори на одделот за дерматологија се работи. 100% успешна оваа процедура? Па 90% е успешноста на процедурата, значи и по научните сознанија и по нашето искуство 90% од влакната кои ќе се имплантираат ќе се зафатат и ќе пораснат. Тие не може да опаднат заради тоа што немаат рецептори за тестостерон. Тие влакна се земаат од тилот, позади, од задниот дел и се пресадуваат напред на предниот дел од таму кај што фали коса, обично кај мажите почнува напред триангуларно, меѓутоа она што сакам да го истакнеме дека 90% од мажите некаде до 60 година покажуваат некако степен на опаѓање на косата, андрогенетска алопеција. Добро, кај некој не е тоа манифестно и видливо, е минимално, меѓутоа кај 90% се случува. Тоа е нешто што се разбира кај мал процент се случува да биде тотално опаѓање на косата која е значително, која се јавува уште во младоста и тогаш... Тоа сакам да ве прашам, уште во младоста кога се јавува кај помлади, зошто доаѓа до такво опаѓање на косите? Дали интересот за пресадување можеби кај оние помладите? Прво врашање генетика. Таков генетски состав, да кажеме, наследен за тоа обележи за косата. Како што имаме, да кажем, одреден генетски материјал за бојата на очите или за типот на кожата, така имаме и за квалитетот на косата. Се случува и има голем интерес. Ме прашувате за возраст, ние сме имале пациенти од 18 па до 72 години на кои сме
пресадиле коса. Се работи значи за нешто што е избор на човекот денес. Денес е тоа нешто што е многу нормално, да кажем, во светот да се направи нешто. Нека секој е возможно. Значи треба да се процени прво дали е возможно да се направи, затоа што треба да имате здрав донорски дел од позади на тилот, така да кажем, за да земете влакна. Ако немате, доволно не можете да ја спроведете процедурата, но се прави. На почетокот споменавте за жени, нели, што им опаѓа косата од ковид, колку сето тоа тие драматично го доживуваат. Колку ќелавоста кај помлади мажи исто така предизвикува психолошки проблеми? Има големи проблеми кај дел од популацијата и некои од пациентите велат, доктор, ја тешко ми е од дома да излезам. Сега, кога ќе поразговарате со пациентот, се обидувате да му кажете дека тоа во суштина не е толку голем проблем за да таква биде реакцијата, меѓутоа кај некои луѓе така се доживува, како да наистина голем проблем и психолошки проблем, и во тие услови мислам дека трансплантацијата на коса, која вообичаено идеална возраст е 25 до 35 години да се направи, може да се почне и многу порано да се направи. При тоа треба критично да се оцени, бидејќи не можете да ги исполнувате па и желбите на пациентот, затоа што имате пациенти кои немаат никакви или минимални некои проблеми, а сакаат да прават трансплантација на коса. Тоа е нешто кај што јас им кажам, ние извинете, не го правиме тоа кај вас затоа што вие не сте кандидат за тоа. Јас ќе одам слободно одете било каде, ама вие имате коса, вие не сте кандидат за трансплантација. После колку време од самата процедура преседувањето се враќа се во нормал? Па некаде таа коса што ќе се пресади има животен век од 6 месеци, за разлика од другите влакна на главата кои имаат 2 до 3 години. Значи сите влакна на главата за 2 до 3 години се обновуваат. За 6 месеци тие влакна се заменуваат со овие влакна кои ќе го имаат истиот циклус како што го имаат и останатите влакна на главата. Ефектите се видливи веднаш после месец дена, што ќе бидат како иглички на секаде ке се гледа коса, меѓутоа ако ме прашувате за конечниот ефект, тоа е некаде после 6-тиот месец од изведената трансплантација на коса. Доктор Петров, не само што сте дерматовенеролог, вие сте и вонреден професор на медицинскиот факултет во Штип. Еден од предметите што ги предавате, што можеби е вака интересен е, ако може да ни кажете, што значи Google во медицината? Па да, јас покрај мојот предмет дерматологија им предавам на студентите медицинска етика и таму имам едно предавање Google во медицината, каде што им објаснувам колку Google помеѓу другото може, покрај тоа што може, сигурно е корисен за информација, и сите го користиме, секојдневно го потребуваме. Кога ќе видиме колку ни е скрин тајм на телефоните, секогаш е тој процент висок, меѓутоа има штетна работа една што голем дел од работите ги прифаќаме здраво за готово. Значи медицината не може да се базира на тоа што сме го прочитале на Google. Особено не можеме сами да се лекуваме. Голем дел од пациентите доаѓаат со претходно направени обиди каде што читале лево десно, сами се лекувале, при тоа голем дел од нив и влегле во вистински правец на поставување на дијагнозата. Меѓутоа не е тоа така едноставно за да можете сами да почнете да се лекувате, и голем дел од проблемите што се јавуваат заради тоа што претходно е пробано ова, пребано ова, понекогаш залутуваат во сосема погрешни дијагнози. И обично ние се тие тешки дијагнози кај што препознаваат врз база на тоа што го прочитале дека имаат некаква тешка болест и така натаму, што не е точно. И заради тоа мој совет е да тоа се користи со предострожност. Тоа е, како да ви кажам, често им кажам еден пример, не можам јас да станам машински инженер во моментот и да кажам која е топлинска пумпа добра. Значи тоа треба стручњак да го направи. Така да не може ни некој човек што е лаик во медицината да процени дали треба да се лекува со овој или оној лек врз база на тоа што го прочитал на Google, особено не на одредени, да кажам, блогови, одредени групи каде што секој може се да напише. Сведоци сме каква штета тие направија во голем дел од справувањето со ковидот, со пандемијата, каде што се пласираат или тотални невистини или полувистини кои немаат врска со реалност. Ние имавме и првата гледачка, или втората, сега не се сеќавам, која што не праша за капсули кои што и ги кажала пријателка, можеби прочитани на Google. Колку такви работи кои што еве не се добиени како нели насока од лекар, туку се пијате на своја рака, дополнително може да ја влошат здравствената состојба. Јас сум имал сериозни случаи на луѓе кои се лекувале само иницијативно врз база на тоа што некој им кажал или врз база на тоа што прочитале на интернет. Тоа е нешто што е голема грешка, нешто што им на сите секогаш се трудам да им кажам дека не е начинот како треба да се справат со проблемот. Начинот е да се
дојде на доктор, начинот е понекогаш да се искомуницира, не морате, разбирливо е дека во пандемија не можете пречесто да дојдете на доктор. Меѓутоа постојат механизми на електронска комуникација. Да. Постојат платформи како што е Teams, како што се обични алатки за комуникација, телефоните, каде што може да се искомуницира. Тоа не е доволно, не може да се лечи, така не го заменува директниот контакт, меѓутоа понекогаш можете да добиете совет. Но не можете само иницијативно врз база на тоа што некој ви кажал или врз база на тоа што некаде сте прочитале. Особено не смеете да поставувате диагноза на тој начин. Најчесто тоа е кардиналната, клучната грешка што се прави, врз база на тие симптоми што ги имам, јас прочитав на интернет дека имам таа и таа болест, што е погрешно. Еве конкретно во вашата област дерматовенерологија, доколку стават крема на кожа од што слушнале од пријател, дали може да дојде и до сериозни алергиски реакции? Може, ајде да речеме и тоа не е толку сериозно, иако може. Да речеме, често пати луѓето ќе стават одреден крем што мислат дека имаат некаква алергиска реакција, ќе дојдат со фотодерматит од сонцето. Бидејќи не сите кремови се дозволени летно време, не сите кремови се дозволени за денска употреба, значи не е тоа така едноставно да се направи, меѓутоа има луѓе што уште подрастични примери. Земаат орални стероиди. Некои земаат и имуносупресиви, само иницијативно врз база на тоа што мислат дека тоа е лек за нивната болест. Тие се ретки, не се многу чести, но тоа е нешто што никако не сме да се прави, нешто што треба да сватиме дека само му нанесува штета на нашето здравје, не му прави корист. Инаку, особено со кремовите летно време има голем проблем, бидејќи сега вака интересно прашање поставите со фотоалергиите. Често пати имате пациенти ке стават, не знам, синапен или некој друг лек, мислат дека лекуваат некаква алергија, ке дојат и сврне што ми е докторе. Значи, голем дел од лековите, значи и синопенот и некои локални ретиноиди кај акне што ги даваме, се фотосензибилизатори. И тие дополнително го засилуваат дејството на сонцето врз кожата, предизвикуваат и фотодерматит, па и фотоалергиски реакции. Заради тоа треба внимателно со медицинските кремови кога се употребуваат, особено во летно време и особено во јужна земја како што е Македонија. Така, бидејќи сме веќе на крај на емисијата, еве за крај еден апел или една порака од вас до граѓаните, особено што сега нели си летни одмори, се оди на море, околу користењето на овие креми. Мора да се користат заштитни фактори за сонце. Тие се најдобра превенција за рак на кожа, бидејќи ултравиолетовото зрачење е докажан канцероген. Тој е од Светската здравствена организација класифициран како канцероген. Треба да се заштитиме, да ги користиме позитивните ефекти на сонцето. Ние треба да излеземе на сонце, ние не сме лилјаци да живееме сега само кај треба на сонце, треба делува пријатно психолошки, меѓутоа мора да се заштитиме од сонце. Една причина е превенција на рак на кожата, заради тоа што се почесте. И втора работа, тоа е најдобра превенција за старењето на кожата. Кога ќе ме прашаат пациентите, докторе, кој е најдобар лек против старење на кожа, ако воопшто постои, најдобар лек против старење на кожа е заштитен фактор за сонце. Крем со фактор 50. Европската регулатива вика 20, а ние не живееме во нордиските земји, не сме ни Шведска, ни Норвешка, така да кај нас е 50. Так. Доктор Петров, јас ви благодарам за денешното гостување. Споменавте и вие сами темата рак на кожа, па тоа ќе биде прилика за ваше следно гостување во нашата емисија. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам на поканата.